Добра вечер. Дневник на КТВ, 3 јули 2026. Во тек е тампонирањето на новиот кружен тек на Северен булевар во Кавадарци. Градежните работи напредуваат според предвидената динамика, а со секој нов чекор проектот се приближува до својата завршница, велат од општината. Со завршувањето на кружниот тек ќе се создадат подобри услови за одвивање на сообраќајот, ќе се намалат застоите и ќе се овозможи побезбедно и поефикасно движење за сите учесници во сообраќајот. Продолжуваме посветено да реализираме проекти што носат трајни придобивки за граѓаните, додаваат од општината. Општина Кавадарци донесе одлука за распишување и избор на нови членови на Советот на местните и урбаните заедници на целата своја територија. Со цел да се обезбеди максимална транспарентност на целиот процес, локалната самоуправа ги повикува граѓаните да земат активно учество на собирите. Првите два собири се закажани за понеделник на 6 јули во просториите на Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци. Според следниот распоред во 18 часот избори во урбаната заедница Киро Крстев, а во 19 часот избори во урбаната заедница Браќа Џунови. Од општината нагласуваат дека граѓаните навремено ќе бидат известувани за термините и локациите на сите наредни собири во останатите заедници. Локалната самоуправа во соработка со јавното предпријатие Комуналец во согласно со програмата за оваа година и по барање на местната заедница Страшо Пинџур започна со реконструкција на водоводната линија ФИ-100. Ке се изврши замена на постојната линија со ново ПЕ црево во должина од 260 метри, со што значително ќе се подобри стабилноста и сигурноста на водоснабдувањето. Со реализацијата на оваа инвестиција трајно ќе се реши долгогодишниот проблем со недостиг на вода со кој се соочуваат жителите на овој дел од населеното место, особено во периодите на зголемена потрошувачка. Остануваме посветени на вложување во современа и сигурна комунална инфраструктура, затоа што секој реализиран проект значи подобри услови за живот и посигурна иднина за граѓаните, велат од општината. Со свечено дефиле, богата фолклорна програма и одлична атмосфера, синоќа официјално започнаа кавадаречките фолклорни средби во рамките на Кавадаречко културно лето 2026. Добро ви вечер и добро дојдовте на седмото издание на Кавадаречки фолклорни средби 2026 во организација на Кавадаречко културно лето, со поддршка на општина Кавадарци и во организација на Дом на култура. Овие три вечери ќе имаме чест и задоволство да гледаме ансамбли од Коста Рика, Италија, Бугарија, Србија и неколку врзни ансамбли од Македонија. Ја би сакал само да се заблагодарам на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци за големата поддршка што ни ја дадоа да го реализираме овој настан, но и на сите фирми поддржувачи кои несебично дадеа спонзорство за да го организираме овој фестивал, но и на текот низ годините да можеме да функционираме како ансамбл. Јас ви посакувам да уживате вечерва и да уживате останатите 2 дена. Да ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето време заедно со нас да ова Кавадаречко културно и фолклорно лето биде онака како што доликува, така како што во изминатите години општина Кавадарци заедно со Советот, заедно со вас го организира. Се надевам дека ќе бидеме достојни домаќини и се надевам дека приоритетот на нашите Кавадарци е да овие фолклорни ансамбли и како ги озголеми нивниот број, го зголеми диапазонот од различни носи, од различни места, од различни локации, на тој начин да ја зближуваме културата, а колку сме поблиски до културата, толку сме поблиску и до народите, а колку сме поблиску до народите, толку ја шириме девизата дека ово општество е на сите и ово општество е под девизата сите за еден, еден за сите. Се надевам дека времето ќе биде на нашата страна. Се надевам дека во наредниот период ќе бидеме достојни домаќини и се надевам дека овие кавадаречки фолклорни средби и оваа година ќе го доближат уште поблиску до нашите кавадарчани тоа што е традиција. Воедно ги прогласувам овие фолклорни дружби 2026 година во склоп на Кавадаречкото културно лето за отворени.
Од мој лично име голема благодарност до градоначалникот Митко Јанчев, голема благодарност до Советот на општина Кавадарци и голема благодарност до општествено одговорните компании кои почитувани во изминатиот период несебично ја следат траекторијата на успехот на нашите Кавадарци, без кој Кавадарци нема да наликува онака како што доликува пристојна, урбана и достојна место на живење. Во тој правец ви ветувам дека ќе продолжиме и сите заедно со силно подадени раци, ќе вложиме ова Кавадаречко културно лето на чии почеток сме сега во моментот, во наредните 30 дена да биде уште поблиску до нас. Ви благодарам, нека ни е успех за Ирлија и за многу години. Вие сте со дневникот на КТ, продолжуваме со останатите содржини. Во касарната Илинден во Скопје денеска беше презентиран дел од опремата за армијата набавена со поддршка од Европската Унија преку Европскиот мировен фонд. Ова е првиот пакет на опрема што пристигнува, зборуваме за пакет од околу 40 милиони евра и плюс дополнителни 2 милиони евра за балканските медицински цели, истакна министерот за одбрана Владо Мисајловски. Правиме една убава работа, позади мене може да го видите првиот пакет на опрема што стигна. Збориме за пакет тотал околу 40 милиони евра и плюс дополнителни 2 милиони евра за балканските медицински цели. Значи, работиме постојано, се надевам дека во наредниот период ќе најавиме дополнителни пакети, каде што ќе опфатат дополнителна опрема, но она што сакам да го кажам е дека исклучителната соработка што имаме со амбасадорот, со европската делегација, внесува голем плод, внесува дополнителна опрема, внесува зголемување на буџетот, што е многу важно. И сакам туку исто да се заблагодарам на премиерот, на владата, бидејќи буџетот е над 2%, може да издвојуваме за нова модернизација, а со ова ги зајакнуваме сите наши капацитети. Како што можете да слушнете сите изминатиот период од првите луѓе на НАТО, тотал во нашиот буџет сме над 4%, што е навистина еден ветар во грб за сите нас да продолжиме да работиме макотрпно. Ќе работиме постојано, како вчера имав можност на пресот да кажам дека низ изминативе 2 години многу работа завршивме, не очекува уште многу работа и ве уверувам дека макотрпно сите ќе работиме. Се работи за 3 пакети во тотал од над 40 милиони евра, вчера истото го кажав, но очекуваме дека 4 пакет би подпишале. Тоа го преговараме во овој момент и се разбира ќе оставам на ЕУ представниците да дадат свој одговор на тоа. Сакам уште еднаш да истакнам и благодарам на прашањето, станува збор за целосен грант. Значи директно средства од Европската Унија. Поради нашата заедничка европска безбедносна политика, поради нашиот однос, заради она што помагаме во мисиите, што имаме постојана комуникација, сето ова е, се разбира, еден плод на соработката. Се надевам дека ќе има уште многу вакви настани, каде што ќе видите дополнителна опрема, бидејќи навистина оваа опрема позади мене е една од најквалитетните. Тоа очекуваме од понеделник да стигнат на Солунското пристаниште. Ќе ни требаат околу 20-30 дена целосно да ги ставиме во оперативност и потоа ќе ве повикаме сите вас медиумите да ги видиме во тотал сите возила GTV и страйкери. Да го завршиме комплетно овој процес, но потоа се разбира, ние ќе продолжиме со САД да имаме ново договори, тука се работи за одржување, за резервни делови и така натака, што мислам дека како проект е одлична целина, но нема да застанеме тука. Во следната година предвидуваме дополнителни средства, така што во новиот план за модернизација ќе има уште многу проекти за армијата. Премиерот Христијан Мицковски денеска изјави дека очекува стабилизирање на инфлацијата во месец јуни. Има контроли. Нотирано е во одредени маркети зголемување на бруто маржата споредено со минатата година од 2 до 5%. И тие ќе бидат повикани на состанок и јасно ќе им се каже дека тоа е недозволиво. Да бидам конкретен со пример, ако минатата година во јуни месец бруто маржата била 10%, сега е 12 или 15%. Тоа се тие дополнителни 2 до 5%. И тоа ние нема да го толерираме и многу јасна порака ќе испратиме кон тие. Кога би се намалиле тие 2 до 5%, тогаш практично ние би биле земја со најниска инфлација во Европа во овој момент. Иако очекувам стабилизирање на инфлацијата во јуни месец, многу помала вредност во споредба со мај и со април,
но ајде да почекаме, за една недела треба да се објават тие параметри, врз основа на бројките кои што ги добивам од Државниот пазарен инспекторат и исто така ја дефинираме онаа група од 600-700 производи, каде што правиме анализа, таму ќе ни треба малку повеќе време, бидејќи се влезни, излезни фактори, маржа која што имаат дистрибутерите и производителите, визави маржа брута која што имаат ланците маркети. Малку е посложена анализата, лично ја работам, така што можеби ќе ни треба малку повеќе време. Пресконференција денеска имаше и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Пренесуваме акценти од истата. Само 6 месеци по носењето на буџетот, владата признава дека сите клучни економски проекции ги промашила. Буџетот беше представен како некаков документ за фискална консолидација, стабилни јавни финансии и силен економски раст. Ништо од тоа не е остварено. Наместо ветениот економски раст од 3,8%, сега проекцијата се намалува на 3,5%. Реалноста е дека ниту ова нема да се оствари. Наместо ветена инфлација од 2,5%, граѓаните добија 4,5% инфлација. Значи, двојно зголемено. Повисоки цени, дополнителен удар врз семејните буџети. Една од клучните работи, наместо ветената фискална консолидација, владата го зголемува буџетскиот дефицит од 39,2 на 46,3 милиарди денари. Односно на 4,1% од бруто домашниот производ, што е речиси 18% зголемување. Наместо помал долг, владата отвара нов бран на задолжување, и домашно, и странско. При тоа домашното задолжување расте на 39,9 милиарди денари, зголемување од 12%. Странското на 101 милиарда денари, зголемување од 19%. И со тоа јавниот долг до крајот на годината се очекува да надмине 61,5% од бруто домашниот производ. Невработеноста требаше да биде 10% и тоа не е остварено. Трговскиот дефицит дополнително се продлабочува. И тоа значи само едно, не сме трета економија во Европа, ама тоа граѓаните веќе го знаат, затоа што секојдневно го чувствуваат на сопствен грб. Се потешко се живее кај нас. СДСМ и Левица со синхронизирана блокада на изборниот законник поради страф од уште поголем пораз, вели портпаролот на ВМРО ДПМН е Валентин Манасиевски. Социјалдемократскиот сојуз и Левица, предводени од Венко Заев и Апасиев, настапуваат синхронизирано во обидот да го блокираат донесувањето на новиот изборен законник. Со поднесување на десетици илјади амандмани, тие го кочат законското решение кое со месеци беше усогласувано со учество на сите политички партии. Стравот од уште поголем пораз на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз ги притисна да се противат на електронско гласање на диаспората, затоа што токму тие луѓе заминаа од државата поради нивното катастрофално раководење со Македонија. Свесни за исходот, одат против носење на нов изборен законник. Од друга страна пак, го имаме Апасиев и Левица, на кои никогаш не им е достаат повеќе пари, па од кога ја исцедија сопствената партија, побараа повеќе пари за финансирање на кампањата, нешто што едногласно беше прифатено за новиот изборен законник. Меѓутоа, глумецот Апасиев сака да се представи како тврдокорен и тој договор што го прифатија позади завесата за нов изборен законник не му одговара пред завесата и не сака да го потпише договорот за да се покаже пред своето мало гласачко тело како Робеспиер. Очигледно е дека ниската доверба, како и падот на рейтингот на Социјалдемократскиот сојуз и Левица, ги наведуваат на политички блокади наместо на конструктивна работа. Наместо да помогна државата да ги исполни реформските цели и да го задржи темпото во користењето на средствата од планот за раст, тие избираат конфронтација и обструкција. ВМРО ДПМН ќе продолжи да работи одговорно, транспарентно и во интерес на граѓаните. Наш приоритет останува спроведување на реформите, носење на квалитетни законски решенија и обезбедување на еднакво избирачко право за сите македонски граѓани, вклучително и за диаспората.
Обвинувањата на ДПМН за левица се трагикомични, тие доаѓаат од партијата која зема најголем дел од колачот и на платеното политичко рекламирање со двоцифрени проценти и партија со најдебела каса на имотна не само во регионот, туку и во Европа, пишуваат во денешното соопштение од левица. Фактите ги демантираат во целост. Левица во работната група пред се бараше промена на изборниот модел во една изборна единица и како најразумно решение бараше целосно укинување на парите за платено политичко рекламирање. Но кога партиите, научени да функционираат само со рекет и пари, не се согласија, баравме распределба на средства подеднакво за сите учесници во изборите. Ниту тоа не беше прифатливо за нив. Оваа упорност во одбивањето на секоја варијанта на фер почеток и избори открива нешто подлабоко од обична финансиска пресметка. Партија која навикнала и ја градела својата предност токму преку нееднаков пристап до ресурси, логично се плаши од секој сценарио во кој таа предност се брише или ублажува, велат од левица. Европската комисија ја потврди Македонија како лидер во реформите, СДС да не ги блокира законите од реформската агенда, порака од Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН. Според последните анализи на Европската комисија, уште еднаш се потврдува дека Македонија, заедно со Албанија и со Црна Гора, во нашиот регион е признаена како фронтранер по однос на постигнатите реформи согласно реформската агенда. Според правилата на планот за раст на Европската комисија, финансиската поддршка која што се насочува кон земите кандидати е условена од степенот на постигнати реформи. И тука Албанија, Македонија и Црна Гора се оценети со највисока оценка за разлика од други земји кандидати во регионот. Оваа потврда од Европската комисија дека Македонија ги спроведува обврските од реформската агенда, односно дека има значителен напредок, е силна потврда, но исто така и мотивација за македонската влада и за парламентарното мнозинство да продолжиме со ова темпо. Како држава ја поздравуваме оценката на Европската комисија, како и нивниот план за реалокација на средства од планот за раст, при што од оние земји кои што постигнале послаби реформи, би се одзеле одреден дел на средства и истите би се алоцирале кон Албанија, Македонија и Црна Гора како земји кои што предничат во спроведувањето на реформите согласно реформската агенда. Со овие проценки на Европската комисија, за жал на Венко Филипче, се растура нивната манипулација дека Македонија заостанува во реформите, но оваа проценка од Европската комисија ни дава за право да упатиме еден апел до претседателот на СДСМ Филипче, доколку Европската комисија ги препознава реформите кои што Македонија ги има постигнато, тогаш барем тој, како претседател на оваа опозициона партија, да не ги попречува законите кои што се дел од врските во реформската агенда, исто како и изборниот законник, и да биде прагматичен во интерес на државата, да дозволи и овој закон да биде изгласан и со тоа Македонија да си го зацврсти и својот углед во Брисел пред Европската комисија и да си овозможи добивање на поголем дел на средства од планот за раст. Во рамките на реализацијата на годишната програма за работа на музејот на град Неготино, во соработка и со поддршка на Министерството за култура и туризам и со учество на штитеници од Дневниот центар Порака, денеска во изложбениот салон на музејот беше отворена изложба на која беа представени дела изработени од вредните раце на штитениците. Станува збор за проектот Пристапен музеј, култура без бариери, од национален интерес, во чии рамки во изминатите неколку месеци се одржуваа повеќе едукативни работилници со учество на штитеници од Порака, на кои тие се стекнуваа со вештини кои беа преточени во дела кои денес беа презентирани. Сите присутни на изложбата имавме можност да ги разгледаме изложените дела во форма на цртежи, моделирање со глина и други форми на изразување, при тоа испраќајќи порака дека уметноста не поврзува, различноста не збогатува и заедно создаваме култура без бариери, вели градоначалничката на Неготино Марија Нацева.
На крај следува и временската прогноза. Утре ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец кој наместа повремено ќе достигне удари од 60 км на час. Температурата до 34 степен. Гледавте Дневник на КТВ, ви посакувам пријатна вечер.